Здраво Македонија! Вечерва ќе гледаме ексклузивно интервју со една поранешна обвинителка од специјалното јавно обвинителство, во кој ќе зборуваме детално за многу интересни и важни работи, но пред тоа, настаните од минатата недела. Еден од главните секако беше востанието на неположените, односно протестите по повод санкционирањето на луѓето кои возеле без возачки дозволи, на кои полицијата привремено им одземала возила. Да тргнеме од Штип. И ние ли ќе без возачки да воземе? Дали да не взимат колите по 4, по 5, по 10 евра? Колите? Секаде таму. Сакаме правда! Сакаме правда! Да му ебам жената и децата да му ги ебам. Вака сега апел до цела Македонија, до ромите, нашите роми кои живеат во Република Македонија. Како за сите и за нас. Сите да се собрат да страјкуват, затоа што некои луѓе со новиот закон кој го донесеа, значи да се забранува без возачка дозвола да управлува моторно возило. Тоа е голема грешка. Во ромските земји никој не кажува дека треба да се одзема колата. По случај криминал големо проблем, да. А вака само со казна. Forma bir şey yapma. По 10.000 евра коли им земале. Сакаат правда луѓето и малку пцујат како храбри револуционери. И голема грешка било да се забранува управување на моторно возило без возачка. Интересен концепт и интересен начин на барање правда. Правда бара и на други места во Македонија. Да му најмене по 2.000 евра дода да уча да ваѓа возачка дозвола. Со 5.000 социјално, дали струја да паќаме, дали возачки да ваѓа децата. Баба и рајакорните регистрирани, ги регистрираат децата, мажите ги регистрираат, сега бара возачка дозвола. Кај да му најда децата возачка дозвола? Мажите, школо нема никакво. Шо правда е ова во Македонија? Секој ден има протести, долу овде во автопато, во сите градишта, Прилеп, Велес, Куманово, Охрид, Струга, Депар. Значи сегдека го има. Кај го има ова? Само во Македонија. Каква правда е ова на вистина? Со 5.000 социјално, а коли од 10.000 евра. Јас имам поевтина кола настаро купена. Кај го има ова? Сакам и јас правда. Доста само во Македонија бе ни барате возачки дозволи. Опрајте се, инаку ке ескалира работата. Од полицијата немаме против. Некој ако ни земи возило, да знаете ќе има и тепачки убиства. Значи беше полицијата со никој не се понаша во ниво културно и воспитано. Значи да ние на полиција не му безгрешено. Ама од утре ако ми го земиме на полицијата возилото, ќе има проблеми. Значи ако мавате и ние ќе почнеме да маваме. На полицијата. Дали е така? Дали е така? Така е. Ке има убиства, рече пријателот. Ако маваат, ке маваме и ние. Мора да се брани правото на возење без возачка. Ке има протести низ цела Македонија. Жестоки, како овој веројатно. На лайв си. Полицијата сега дојди. Ја тепаме овдека. Мамето ќе му го ебиме на полицијата. Не сме патори како додека не ни дозвола да возиме. Цело лето ние ќе гориме овде во Македонија, а тие ќе одат за селата. Скоро ќе ми го јадат сега, дали ќе селата тие, дали ние. Еве, браќа, правиме еден мирен протест за колите што се одземат. Еве, тука сме полно луѓе, моментално. Такаде мирен протест, малку мајки спомнување, малку ќотек спомнување и така.
Видете, дека има проблем кој треба да се реши, има. Дека некој некому забранил образование и да се описмени, не е така. Дека е бесплатно и задолжително образованието во Македонија, така е. Дека законот треба да важи исто и за цареви и за просјаци, треба да важи. Дека заканите со насилство не се решение. И тоа го сватија и учесниците во протестите. Па се случи ова. Некој ако ни земи возило, да знаете ќе има и тепачки убиства. Да. Значи, A few moments later. Јас сум Рафет Немишовски, се извинувам пред цела влада и цело министерство тамаше, премиери, председатели, што направив грешка, што се заканевне, ова нема да се повтори уште еднаш. Значи бев изнервиран, на врачите ми одеде колата, по стрес малце бев не сите граѓани, сепак се извинуваме, повтори ќе кажам, ова нема да се стори уште еднаш и нема да се повтори. Бев изнервирани, на врачите ми дека ме одеде колата, Нема да се закануваме. Трајкови, нема да се закануваме. Тоа имам да што да кажам, кој ќе немам што да кажам. Сепак сум благодарен на министерстви, на влади и на таму, да се извинувам на никој и нема да се повтори опет. Стрес, нервоза, се случува бе, на братучедот му земале кола, како да не си под стрес, па се случува и да се закани и со убиства човек, ама се извини. Исто и овој следниот војвода размисли за своите постапки. Нек ми пред 2 дена дојде син ми и ми кажа, татко ми ја зедоа колата полицијата. Јас од возбуда, кога ми кажа возбуда, кој да е ова ќе го направи, али сгреше многу, се извинувам, што му се понашав така безобразно за власта и за премиерот. Се извинувам многу, сгрешев и појте нема да ми се случи ова. Животиште, што би рекле ние охријани. Еве уште еден. Добро вечер на сите граѓани. Јас се извинувам поради влезев во Канал 5, дека зборив поради возилата. На тој моментот ми се јавил еден пријател мој, дека му го земале возилото и ја од стрес, од страмота и од страв, да ви кажам право, грешив што зборив. Се извинувам за владата, се извинувам за Македонија, за министери, се извинувам многу и не знам понатаму што да кажам, значи се извинувам многу. Човечки е и жал да ве фати, не грижете се. Човечки е и да се извиниш и да простиш. Е сега, како МВР и обвинителството ќе тераат понатака, тоа ќе видиме. А ако се прашуваат духовитите коментатори на Facebook под моите објави на оваа тема, дел од нив предлагаат на овие кои се извинија, веднаш бе да им се даде возачка, бидејќи се извинија. Може со овој скратен тест за возачка дозвола да поминат. Пиши вечер. Кена. Шава, за. Прикуни са. Аскерета барка. Дачуни са. Герта вачаво мотат. Машала. За. Да се насмееме малку, нели, откако поминаа стресот и нервозата. Ама стрес и нервоза не минува секаде джанам. Па така мислам дека на Бихачка има малку стресна состојба сега која не беше баш неочекувана, ама ете, што да се прави. А им викав, абе луѓе, што зборувате за Орбан, такви работи какви што зборувате, пријатели се со Трамп. Тие не, автори, Тарен бил, ваков бил, таков бил, Алфа ја контролирал, на ВМРО му помагал. Дел од ставовите на политичките гениалци таму беа вакви. Познавачот на работите Андреј Жерновски кажа дека Македонија со ВМРО станала тажна приказна во друштвото на Орбан. Филипче знаеше да каже дека и Европскиот парламент ја потврди лоската Мицкоски Орбан Вучич. Се разбира, трустот на мозоци не може да помине без Јон Фрчковски, кој соопшти дека медиумскиот октопот на Орбан бил политичка алатка на ВМРО во Македонија. Дека е озбилна работава со Орбан, Филипче зборувал и пред камери. Не еднаш, ама еве еден таков пример. Ситуацијата во државата никој не треба да ја објаснува, многу добро гледаме, знаеме секој ден како владае ВМРО ДПМН, продолжија таму кај што запре Никола Груевски. И во политиката и во бизнисот. Се е исто. Еве денеска слушнавме како Орбан го фали Мицковски, практично негова продолжена рака во овој дел на Балканот. Последниот авторитарен лидер во
Европа, доживеавме да го фали нашиот премиер дека бил брана за бегалците. Последниот авторитарен лидер во Европа, Орбан, доживеавме да го фали нашиот премиер Мицкоски. Инаку, од истиве шизици, пред 2-3 недели имаше едно вакво јако соопштение. Алфа ТВ против Трамп, во кое СДС го брани Доналд Трамп од нас лошите од Алфа ТВ, како што и ја брани Македонија од авторитарниот Орбан. Арно, ама, под стрес биле луѓето и во јака нервоза, веројатно, што би рекле браќата Роми. И стресот не се намали вчера, кога се случи очекуваното. U.S. President Donald Trump has sent a letter to Hungarian Prime Minister Viktor Orban, confirming his willingness to visit Hungary and wishing Orban the best of luck in the crucial April elections. The correspondence praises the so-called golden era of U.S.-Hungarian relations and signals Trump's interest in closer cooperation on defense, energy, and migration issues. Today we discuss what this means for Hungary's election, the opposition's challenge, and the wider implications for European politics. We're joined with Philip. Белја работа. Како вака бе Трамп сега го поддржа Орбан? Зарем Трамп не ги гледа пресовите на СДС, дека Орбан е лош? Зарем не гледа како Филипче го брани Трамп од Алфа на Орбан, според мудриот Јон Фрчковски? Како не го гледа тоа, бе? Уште ќе го поддржува таму. Срамота. Ама, кјутете. Подобро е да свикате еден прес, да дојдат новинари, камери и да го кажете следново. Сакаме да се извиниме на Орбан и Трамп. Бевме под стрес, под нервоза. Големо извинување на сите министри и председатели. И доволно ќе биде, ќе имаат разбирање. Знаат и Трамп и Орбан дека во недостиг на зелено за релаксација човек може да биде и под стрес и нервоза. А 27 тони зелено беше запленето од државата синоќа. Како да не се стресираат спонзорите на 60 лиценци за марихуана во државата, кои само сакаат да нема разводи и сите да се срекни и хај. И во ваквите дебати на потенцијални инвеститори ми кажуваат луѓето, дај бе направете го чекор. Мала земја сме ние, ќе исконтролираме. Вика, знаеш како во Амстердам, значи веќе сите се, нема развод на бракови, сите се сака срекни, хај се, викама некој работи, мора да има контрола. Што убаво ќе беше сите да се срекни и да има контрола. А кога ќе се изгуби контролата, добро е човек да се извини и да признае дека сгрешил. Па сега сакам јас да им се извинам на Рафет и другите двајца, што ги ставив во ист кош со политичкиве мудреци од погоре. Вие испаднавте по големи мажи, сгрешивте и се извинивте. Овие другиве уште се хај изгледа. Доволно беше. Имаме супер интересен разговор за следење вечерва со поранешна обвинителка од специјалното јавно обвинителство, која отворено ќе зборува за сите работи кои ги чула и видела во својата кариера. Останете со нас, гарантирам дека има зошто. Ќе биде супер интересно. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио. Вечерва имаме ексклузивен гостин, не сакам да губам ни секунда од времето кое го имаме за разговорот кој што очекувам да биде многу интересен. Активни обвинители додуша во емисијава, мислам дека не дошле до сега. Сум имал луѓе кои што биле технички и вечерва е таква ситуацијата, меѓутоа поради многу специфични околности кои што ќе ги објасниме. Поголем дел од вас може би ја знаат како дел од специјалното јавно обвинителство. И сега некој си вика, леле, кој е гостин, не е Катица Јанева, се разбира. Беше таму доста кратко, некои 2,5 месеци, се вика Лејла Кадрију, и со голема чест и задоволство и благодарност за одвоеното време ви викам добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и добро ве најдов и благодарам за покана. Денес адвокат. Така е. На почетокот сакам само кратко вака за јавноста. Делот од CV-то пред да дојдеме до СЈО, која е Лејла Кадрију, со каква сенна образба се стекна во својот живот, се стекнавте во својот живот, и што ве мотивираше да ги оправате неправдите
и да се бавите со професија во правосудството? Некогаш, нели, обвинител, денес адвокат. Вака, значи јас имам 2 правна факултета на Тетовскиот и на Приштинскиот универзитет. Магистар сум по форензички науки. Тоа го завршив на факултетот за безбедност тука во Скопје. Мотив за факултет за овој дел на магистратура за форензика беше баш тоа што бев обвинител и сакав да знаем и да бидем сигурна да како да се наоѓат трагите, како да се докаже кривичното дело, за да можеш во судница да влезеш, што се вика, со чист образ и со докази. Не, новиот ЗКП, тоа ќе додадем, предвидува една законска норма која вика индубио про реа. Све што е сомнително иде во полза на обвинетиот. А во многу случаеви се влегува во судница со несигурни докази. Со такви докази никогаш не сум сакала да влезем. А иначе сум и мајка на 4 образовани, факултетски образовани деца со докторатури. Така една поносна мајка. Да ви се живи и здрави. Да, Хвала. Сваќам дека имате и за кого да го чувате вашиот образ Така е. обелен, нели, да не дозволувате некакви дамки во вашата работа, во вашата кариера. Односно, со сигурни докази да одите во судница. Така и гледам, нели, сте ја научиле форензиката, не бидејќи вие сте форензички аналитичар на терен, но да знаете што прават другите и да сте сигурни во... Така е. Во Не, нештата. знаете што? Голем проблем е за обвинителите, пошто истражна постапка со неа раководат обвинителите. Обично, кога излегуваат на увиди, мора да бидат спремни и мора да знаат како се бараат траги на кривичното дело. Без оглед дали се работи за финансиски криминал, дали се работи за убиство, дали се работи за сообраќајна незгода со смртни последици. Значи, мора на лице место прво да се направи една реконструкција со добри крим техничари, обвинител да биде описменет во тој дел, не така да биде нем посматрач што другите прават. Раководна улога е сега кај јавниот обвинител. Он мора да биде спремен и да знае. Така да овој дел ми помогна многу. По резултатите во работа бев една од најдобрите обвинители без укажување во кариера, со месечна изработка на скоро најмалку 40, а имав и многу повеќе изработени предмети. Колкав е просекот? А просек е 17, максимум. 17. Така е. А вие сте биле 40 плюс? 40 плюс и и по 70 предмети месечно, значи никогаш на предмети не ми се собирала прашина. А зошто се собира прашина кај ваши колеги или бивши Знаете колеги? што, најголем прилив на кривичните пријави во обвинителства се обично сообраќајки. Пошто имаат телесни повреди, тоа мора да се процесуира, иде веќе кривично. Ако нема повредени, тогаш иде прекршочно. Најголем прилив на предмети, да не кажем 70% се сообраќајни незгоди. Тие сообраќајни незгоди може да ги решаваат и стручните соработници во обвинителства. Значи, обвинителот нема обврска. Најмал проблем е да прегледа и да го парафира предметот со сообраќајни незгоди. Значи, околу 30% по моje некое видување се предмети други предмети што се однесува на измами. Значи, не се работи многу. Нема ефикаситет. Волја, да. Нема ефикаситет и најлесно е да знаете имаме голем прилив и не можеме да постигнеме, не баш така. Вие доаѓате од Тетовското јавно Така е, обвинителство? од основно јавно обвинителство Тетово сум била. Да, таму Така е. сега кажам... Така е. Таму почнав кариера почнавте. како обвинител, така е. А мотив беше мојата спремност да се борим со криминалот. Имаше ли некоја причина, некоја неправда во семејството или нешто друго? Или Не. некој идол да сте имале? Не, хвала милостивом Богу, никогаш никакви проблеми, ни ја, ни моето семејство не сме имале со законот. Едноставно беше мотив да се даде допринос да имаме едно здраво општество. Бевте ли свесна во
сложена професија влегуваат? Да, не ми недостасуваше храброста, ниту знаење. Така да, тоа го докажав и во текот на мојата кариера, тоа што немав никакви укажувања во мојата работа на таков огромен број на изработени предмети. Така да, поносна сум, значи веќе не сум обвинител, се движим по улица, никогаш не сум спуштила глава пред никого. Па чак ми се случува и да обвинет и ме поздравуваат, а обвинител ке ме пративте до затвор 4 години, 5, 3, ама вика бевте во право, имав се докази. Значи имав докази. Со такво портфолио, со такво CV, во еден момент сега одиме директно на првата тема за која што сакам да зборуваме, тоа е специјалното јавно обвинителство. Ќе зборуваме и за други случаи сложени со кои што сте имале контакт, и за модуларната болница, на крај ќе зборуваме и за изборот на нов републички јавен обвинител, чисто да им најавам еве и на луѓето кои што не гледаат, да знаат што се може да очекуваат. Ова интервју самото по себе е ексклузивно, бидејќи вие сте избегнувале камери. Да бидеме искрени, ова е ваше прво појавување во еден поширок, поголем формат, во телевизиски формат, освен пар интервјуа пишан, имаше едно за Фокус, ми спомнавте и самата и покојниот Саше Димовски, новинар, исто дека и со ИРЛ имавме. Да, имавте за модуларната болница, точно. Но, еве, сакам да го искористам максимално времето кое што го имам за овој разговор. Во 2015 година се формира специјалното јавно обвинителство како резултат на една политичка криза, нели пржински преговори, договори и така натака. Опозицијата бара, власта тогаш неволно, со медиатори, со што се не, седнуваат, преговараат, се договараат и на крај се постигнува договор за формирање на специјално јавно обвинителство во Македонија. На чело на истото е избрана Катица Јанева. Дел од тоа обвинителство, 14 чинам бевте... 12. 12 бевте, па на 10? Не. Прво беа избрани, значи предложени од Катица беа 12, избрани беа 7. 5 не отидовме на заклетва, пошто мораше по секоја цена да дојдат уште тие 5, помеѓу кои Гаврил Бубевски и тамо некои уште, кои или сега во моментот не ми текнува. Само знаем дека се збореше многу дека Гаврил мора да биде, па чекавме да бидат и тие под притисок избрани и после сите 12 дадовме заклетва. Избрани во Советот за јавни обвинители. Така е, тамо дадовме заклетва, се заколнавме во Уставот на држава Република Македонија, на Уставот, на законите, на меѓународни договори, билатерални и општи, и се заколнавме дека ќе работиме согласно тие закони и све. Прво прашање морам да го прашам, каков беше вашиот однос кон оние забелешки, коментари, согледувања дека се воведува паралелен обвинителски систем, односно дека специјалното јавно обвинителство не толку, мислам, сите се согласија на тоа, нели, парламентот, но дека се спореше уставноста на тоа, дали е законски да имаме две обвинителски Не. Тоа беше власти. спротивно и на Уставот и на законите на наша држава. И на Уставот и на законите. Се донесе некој лек специјал и специјален закон за тоа обвинителство за нелегално прислушкуваните разговори. Незаконити разговори, се донесе таков еден лек специјалис кој имаше неколку членови што го уредуваа, со кои материјали може да се занимава тоа обвинителство. Значи, само што ќе произлезе од тие нелегално прислушкуваните разговори, во тоа да се види и да се најде дали има дали може да се докаже кривично дело, јер вербален делик не постои. И само беше прашање да се провери дали од тие нелегално прислушкуваните разговори може да произлезе некој кривично дело. Вербален делик значи ништо кажано не може да биде кривично дело. Не може да биде доказ, ништо вербално, мора да биде подкрепено со материјалните докази. И тоа беше целта, демек, иако беше паралелно, тој закон, тој лек специјали за тоа обвинителство, како што рекој, имаше неколку члена, и обврзуваше тоа што не е регулирано
со тој закон за специјално јавно обвинителство, за тоа обвинителство, да се применуваат одредбите од законот за јавно обвинителство, редовни и другите закони. А тоа што викате беше неуставно, како го доживувавте тоа во тој момент кога добивте покана да бидете дел? Искрено да ви кажем, го свативте како готова работа, дека сигурно ќе биде и подобро е да се борите од внатре за некоја правда или имаше тука две дилеми. бидејќи како вис мајор се наметна политиката тука, нели? Така е. Се наметна тоа да видиме, иако тоа можеше и со редовните обвинителства, обвинителство за организиран криминал, може да се прошири, да се направи некое дополнително оделение, не да се трошат милиони непотребни на тоа специјално обвинителство, непотребни. Но На крај се успостави дека стварно било непотребни потрошени пари на граѓаните на оваа држава. Но изгледа архитектите на планот имале таква идеја, дека мора да е специјално за да му се даде поголема тежина или поголема слобода некој да го управува. Еве, ако може така да... Па тоа да, и тој закон со тие неколку члена не се почитуваше. Уште повеќе, пошто почнаа граѓаните да пуштаат кривични пријави сами до специјално јавно обвинителство, нешто слушнале, па некој може би се појавил, па некој сметал дека не може во редовно обвинителство да го оствари своето право и кога се донесеше решение за отфрлање, за тоа што тоа не спаѓа во таа областа, право на бидејќи не е жалба, поврзано со прислушкуваните материјали. Така е, право на жалба нема, што беше пак спротивно на законот. Точно. Тоа што не го регулира тој специјалниот закон за тоа јавно обвинителство, општите правила беа дека второстепено мора некој да те проверува. Тука немаше, катица се ставljаше над законот, баш еднаш ја донесов такво решение со право на жалба пред вишо јавно обвинителство. Вика, ова не доаѓа во предвид, нема кај се жалат, ние сме алфа и омега. Алфа и омега. Да. Сега сте само алфа, бидејќи сте на телевизија алфа. Сега сум само алфа, така е. Ме интересира многу, ете, се формираше обвинителството. Кој вас ви се јави, како ве контактира вас, вие ли се пријавивте, некој ли... Беше интересантно. Знаете, ние често одевме на семинари, на конференции и се знаевме, поче се запознаеме со сите обвинителства од другите градови, од цела Македонија. И мене ми се јави Катица на телефон. Лично Катица Јанева. Лично Катица Јанева, не ја познавав од другите семинари, од другите конференции. И ми рече, Лејла, те предложив за тимот во специјално обвинителство. Вика, молим, вика, да знаеш, вика, молчи, вика, не кажувај никому, платејќи имаме 4000 евра. Wow. А ја тогаш има двајца студенти, ќерка и син тука во Скопје, и зедов еден стамбен кредит за 39 квадрата едно станче. И викам, 4000, Боже мили, викам, за година дена ќе го отплатим тој кредит. А тоа беше првото нешто што Катица ви го кажа? Прво тоа што ми го кажа, да. Те предложи платата ќе биде 4000 евра. А што се однесуваше до мене и мојот став, знаев дека секогаш ќе го почитувам уставот и законите на држава. Тоа го знаев за себе. А и ово дополнително, пошто веќе беше наметнато како такво, ќе ми користи за некој... Искрено ви кажем, Богдан, помисли, викам, не дај Боже, пошто душа носиме, барем да не оставам долгови на деца и кредити и чуда. И ако нешто ми се случи, ја веќе го отплатим тоа и деца ќе може да продолжат својот живот. Да. Зошто Катица ве побарала вас? Што мислите? Ако може да се сетите на тие моменти, окей, или па од денешна перспектива малце поразличен погледот, имајќи предвид дека видовме, вие сте виделе подобро и ќе зборуваме за тоа, но еве и ние како јавност сме виделе каков бил модус операндито, барем на шефицата на тоа обвинителство, бидејќи кратко траеше на крај на денот и вашата кариера таму. Вие бевте околу 2,5 месеци чинам во СЕЈО, после што Катица кажа дека не сте биле тимски играч. Вие и уште една колешка, како беше името? Марија. Марија, една прекрасна, еден поштен обвинител. И вие не бевте тимски играчи и вашата кариера заврши во СЕЈО релативно брзо, но Катица мислела дека
Што значи уствари да си тимски играч во СЕО? Како изгледаше првиот работен ден или вашите очекувања покрај тоа дека ќе имате прилика да работите во специјално јавно обвинителство, добро платена професија, сте се заколнале пред себе дека ќе ги следите уставот и законите. Од друга страна, Катица ја знаете од семинари и веројатно сте имале прилика да го процените нејзиниот капацитет. Помисливте зошто не ја одбрале за шеф на обвинителство? Искрено да ви кажем, тогаш политика го импонираше тоа обвинителство. И овие одлуки, она да биде избрана, пошто знаем дека конкурираше тогаш еден универзитетски професор. Да, Гордан Калајджиев. Калајджиев, за него имав изузетно високо мислење и денес ден го имам, искрено да ви кажем. И после кога ја избра неа, беше малку неприхватливо да се доаѓа од едно обвинителство кој има овластување да гони кривични дела до 5 години. Значи, и со сообраќајки, со некои ситни работи и на едно специјално обвинителство. Ама рачунав тука има тим, има луѓе кои обвинителството има општа надлежност, значи гониме кривични дела и до доживотен затвор, така да ја работев на таквите кривични дела. И она доаѓа од едно обвинителство кое нема никакви ингеренции фактички. И сега тоа така беше наметнато и ви реков кои беа моите лични, ама мислам дека тоа ќе биде регулирано со закон за специјални обвинители и да биде тоа 4000 евра, како што го кажа таа. Никој не помисли дека тоа ќе биде некоја измислена категорија, се знаеше колкава е плата на јавни обвинители, него сега, Боже мој, откој знам, сега менуваат закони и донесуваат некои нови лекс специјалис, да видиме дали е тоа таа област. Но тоа не беше така. Не беше така. Имаше тим тука луѓе кои знаеа да работат, но како работеа, отом потом, како се работеше, тоа е веќе друга тема. Што значи она што ми го кажавте пред некоја минута, дека вие дури не сте ни положиле заклетва, бидејќи морало да биде избран, Гаврил Бубевски го спомнавте, до вчерашниот раководител на Скопското обвинителство и уште 4 други обвинители. Обвинители, така е. Кој викаше дека мора да биде некој избран? Катица? Катица викаше, мораше да биде избран Гаврил, како може да се почне без Гаврил. Мораме тоа да го направиме, нема да идеме на заклетва. Тие биле стари соработници, Катица и Гаврил се знаеле 15 години и таа верувала... Чисто сумњам, пошто он е од Берово, она е од Гевгелија, врска немаат никакви дотирни... И јас се сомневам, затоа прашувам. Никакви додирни точки немаат. Може би некој сугерирал на Катица дека мора Гаврил да биде... Па веројатно така, пошто после се успоставија некои други работи, што може би некому не паѓа во очи или не сакаат да видат, но мене ми засмета. Полека ќе дојдеме до делот зашто вие не сте биле тимски играч, но пред тоа, како изгледаше, првиот состанок, координативен работен ден, тогашната шефица Катица, што ви кажа, што ќе се работи, како ќе се работи? Имаше ли некои работи кои што ви разбудија сомнежи уште на самиот старт? Знаете, на самиот старт ништо не се работеше. Имавме така државме некои предавања со некои наши предавачи од нашата држава. После имавме обуки со странци од некои служби. Значи, она викаше дека е девојка од $1.000.000 и пошто веќе беше 15.10.2015 година почнуваме со работа и дека тие пари €1.000.000 мора да се потрошат, иначе ќе ни ги земат. Кој ќе ги земе? До нова година, така, бидејќи буџетот беше 4 милиони за 4 години, така? Така е, значи за 2015 милионот требаше да се потроши. За 2 месеца. Така е, за 2,5 месеца да се потрошат милион. Така е, да се потроши милиони и вика... Катица викаше дека е девојка од $1.000.000. Да, она вика, јас сум девојка од $1.000.000, иначе ако не ги потрошиме пари, ќе треба да се вратат во буџетот. Боже мој, замисли. Вау. И така да не знаем како ги потрошија, ама на најдоа начин како да ги потрошат, тоа треба да го проверат
тука треба да се направи една добра финансиска истрага, не е поштено кон граѓаните на нашата држава. Значи, тие се буџетски средства и мора да се води рачуна за сето. Особено што станува збор за обвинителство, што е измислено, формирано да гони злоупотреби на такви буџетски, евентуални, нели, на буџетски... Да, троши редовни, законити, поштени пари од буџетот за нешто непоштено мора да се потрошат милион евра. Мораше до нова година. Мораше. И се наоѓа разни начини. Пред да бидат, значи, кога се комплетиравме Демек, првите заменици беа Ленче и Бети. Она сама ги одбра. Елизабета Јосифовска и Ленче Ристовска. Така е. Тие мора да и бидат нејзини, пошто и Демек биле од најголема доверба. И нив ги именуваше како нејзини заменички. Повторно би прашал, од каде стекнала Катица Јанева доверба во Ленче Ристовска или во Елизабета Јосифовска? Јосифовска е од Гостивар, ако не грешам, така? Така е, но дали беа заедно, дали се зборуваше тогаш дека заедно студирале, биле заедно на факултетот, тука нешто има некои релации. Добро, со Ленче не студирале заедно? Со Ленче не студирале заедно, но очигледно тогаш била тимски играч. Ако не студирале заедно, значи ако ја не сум тимски играч, тогаш била тимски играч. Некој помогнал да има доверба во Ленче, како што имала доверба во Гаврил Бубевски. Така. Веројатно е така. Не се работеше ништо, одевте по семинари, обуки разноразни? По семинари, обуки и после тоа... Бидејќи вие уште ги немавте преземено предметите или ги имавте? Не. Значи вака, Тоа беа 34 или 35? Да разделиме. Првиот дел беа тие бомби што беа објавени на плоштад, а после СДСМ во форма на едно ливче ги пушташе како кривични пријави до основно јавно обвинителство. Тоа едно ливче внатре, кривична пријава. Тоа го презедовме, дали беше некаде 11 месец, 2, така нешто. Не се сеќавам точно на датумот. Но без докази, така? Вие само ја преземате пријавата? Само, значи, со записници го превземаме ливче со напишан број од основно јавно обвинителство. Им ставиле број, внатре ништо не имаше превземено, пошто тоа така беше веројатно договорено. Тоа ќе се предаде тамо, тие 30 кривични пријави со едно ливче, без никакви докази внатре, им ставиле по едно бројче и тоа после им ние со записници, со камери, со чуда, тоа идеше да е специјални обвинители чуда прават. Се земаат тие 30 ливчиња, така е, и се внесуваат во обвинителство специјално. После тие ливчиња се распоредија помеѓу обвинителите и да ги слушаме тие бомби што ги објавил Заев на плоштад. Но се уште ги немавте тие? Не, тие што беа објавени на плоштад. Јавно што беа објавени на пресконференција. Тоа, да го слушаме ние пак што тоа. Малце ми е чудно. Чудно. Ете така. И после тоа... Бидејќи предпоставам, извинете, добивате лист, пријава, и на неја пишува го пријавуваме, не знам, X, Никола Груевски, Гордана Јанкуловска, така. Бидејќи, како што се слушна, рече вака и вака, за тоа и тоа, односно тврдењето на прес-центарот или на Зоран Заев е преточено во зборови и повелете, вие после истражувајте, така? Така е. Добро, и како се одвиваше, добивате ливче и вие сте добиле некое такво ливче. Кога ги добивте материјалите, бомбите? Јас се сеќавам... Тоа беше вака, 29.12.2015 година, Демек ќе славиме ние од специјално Нова година. И Демек не мораме не да не доаѓаме на работа на 30, него не мораме. Кој тоа го вика? Катица. Вика, утре не мора да доаѓате на работа? Не мора, да. Значи, не мора да се доаѓа на работа утре, на 30. И таа вече се славеше Нова година, тоа беше, значи, катастрофа Божја. Што значи тоа катастрофа? Затоа што се опијанија некои, почна да кршат, тоа плесови луди, не знаем што. Значи се имаше пари и на рачун на држава тоа се правеше. Има се пара, има се с чим, така беше песната? Така е. Утреден, така и мене
кај мене нема не мора. Или се иде на работа, или не се иде на работа. Пошто рече не мора, јас нормално си отидов на работа. Утре дента во 8, колку беше, убаво си отидов на работа. Влегов во мојата канцеларија, почнав да читам тамо предмет, нешто што имав што во работа. И колку ли беше 9-9:30, така нешто, сакав едно кафе да направим. Имавме и кујна. Тоа беше се Знаете. уште бевте сместени кај студентскиот дом Така е. Кузман во тие Така е, први знаеш, простори. тогаш се плаќа 2000 евра месечно кафе, како после го слушнав, за 10 обвинители, не знам колку кафе. 2000 евра месечно така, за кафе. Ете, така Така се трошија пари. Да, за лечници, за бадем и тоа имаше отпосле го слушнав. И значи имавме нашето кујна и отидов да земам кафе. Излегувам од канцеларија, гледам Зоран Заев и Шеќеринска, така на колена нешто со некои папири. Гледам Ленче, Фатиме, беше Лиле и Гаврил. И сега викам, што прават овие овде? Значи, ни господа, ни не господа, што бараат да влезат во обвинителство, ни шефот на обвинителство не е тука, ниту останатите обвинители не се тука, што бараат овие двајца тука. Вика пак, Ленче, вика, ги донеле материјалите. Викам, молим. И викам, кој ќе пишува записник за примопредавање и како ќе ги примите кога шеф не е тука. Но очигледно овие четворица беа шефови. Пошто на нив им се... Па вика, нема да пишуваме записник за примопредавање. Значи, држава паѓа, цел свет слуша муабети што Зоран Заев мафта низ плоштадот, во обвинителство се внесуваат без записник за примопредавање. Нечувено и не смее да се случи. А Катица не е во моментот Не. Нити обвинители не смеа да се согласа тоа, пошто, значи, единствен кој имаше право на подпис на сите акти што ги донесуваат обвинителите беше Катица. Значи, ние не подпишувавме наши акти, што ги работевме. Ние ќе изработиме, она ќе става подпис. И како сега, овие четворица, искусни демек обвинители, значи газат по закон. Ленчо Јосифовска, Гаврил Бубовски, Фатиме Фетај и Лиле Стефанова. Значи, од кај знаеа тие да дојдат на работа, ако Катица рекла, нели не мора утре да доаѓате, вие доаѓате бидејќи... Па очигледно изгледа Катица не морала да доаѓа, пошто изгледа не била некој фактор тамо. Важно да биле овие четворица. Па на крај така испаѓа. Како ви беше впечатокот и тогаш? Па ми беше впечаток зашто овие четворица секогаш го наметнуваа своето мислење, а Гаврил чак се закануваше дека ништо не може да помине без тој да го парафира и дозволи. Тоа вакав на состаноци ви го кажувал? Па тоа пред обвинителите. Да, мислам Да. во колегиумот на СЈ. Не мора да биде колегиум. Ние се состанувавме од 4-5 обвинители и реферираме помеѓу себе за предмети. И вика, ништо не може да помине без ја да дозволим тоа. Значи, на колегиум и Гаврил Бубевски доаѓа се со 4 телефони на маса. На колегиум, значи, све се проверуваше да нема камери, да нема микрофони, да не се прислушкуваат нашите разговори. А он со 4 телефони на маса. Човекот што вика ништо без мене не може да... Така е. Значи, 4 телефони на маса. Кој му На ја сред даваше? колегиум ќе му зазвони телефон, другите 3 остануваат, излегува и доаѓа, кажува што да правиме. Значи, на крај се успостави дека тоа ми изгледаше повеќе да е штаб на СДСМ, него специјално јавно обвинителство, кој треба да се занимава со некој висок криминал. Зошто го мислите тоа? Мислам, зошто имавте таков прешет дека е штаб на СДСМ? Затоа што се надополнуваа работиве. Се сеќавам еден ден, така некаде попладне ли беше, пошто работевме од 8 до 5. И доаѓа Катица, така попладне вечерва имаме специјални гости, нешто, рачунам кои се тие специјални Во обвинителство дека ќе ви дојдат специјални специјално гости. обвинителство.
Кои се тие специјални гости, сега ќе ги чекаме у 5, имаме состанок. И добро, у 5 нормално идеме во таа сала за колегиуми и гледам 4 адвокати од Зоран Заев. Тоа ли биле специјалните гости? Специјални гости, Адвокатите да на паѓаме Заев. во несвест. Значи, Катица така се однесуваше, што сега, вау, кој ќе дојде Беше сега. потресена, позитивно, Ма така позитивно тоа, осмех од уво на уво, специјални гости, што она, значи, ги почитува многу, ќе дошле. Значи, специјално обвинителство. Работиме под некои тамо специјални услови. Под фокус на цела јавност, довербата во државата е во ваши раце во тие моменти, да бидеме Така е. реални, после Така таа е. политичка криза, така? И има потресување од шефицата, бидејќи доаѓале адвокатите на Заев. Што бараат тие кај вас? Па колку што се сеќавам тогаш да не убедувале, да се даде позитивно мислење, да се пуштат од притвор за предметот Пуч? пуч. Дојда да ве убедуваат. Да, така. И дека тука нема никаков криминал. Сега, ако се сетам, господја Кадрију, Заев не ги предаваше материјалите во специјалното јавно обвинителство пред Верушевски да излезе од притвор. Мислам дека така. Така беше Мислим некако. дека така беше, пошто утредента на колегиум демек тие се договориле тие да пуштаат барање, тој да се пушти од притвор, а специјално обвинителство да даде позитивно мислење и да се бара предметот да се одземе од организираниот криминал. За да го земе сејо и да го затвори фактички, Ете така? ете така. Тоа и се случи. И тоа и се случи. Значи, тие адвокати успеале да ја убедат Катица или кого убедува? Ја колку што се Вие бевте ли сеќавам, убеден? не, ја колку што се сеќавам имав и издвоено мислење. Да? Да. Бидејќи предметот... Само вие? Не се сеќавам, точно Добро, знаем окей, за себе. фер, окей. Значи, се сеќавам дека предметот беше донесен од организиран криминал, стокмен спакуван, со записник за примопредавање, на сите докази во предметот и седеше таму во едно ќуше на ходникот. Предметот за случајот Пуч. Така е. Што сејо го побара, Го преседе од организираниот спакуван криминал. во што? Во кутии, Во кутии и колку се сеќавам беше со тој прозирни од најлон све така собрано. Аха, со заштитна фолија Така е. беше стуткан, добро? Да, па да ga не фати поплава, пошто од после и поплави ги фаќаат. Да, имаше точно. И го гледав на едно ќуше седеше на ходникот. И знаем дека тогаш Фамозниот Пуч. Така е. И знаем дека тогаш демек ќе го работат Ленче и Бети, Елизабета. Од кругот на доверба. луѓе. Значи тие заменички. На еден колегиум демек ќе идеме утре, не сме имале време да го разгледаме пошто е волуминозен предмет. Предмет не се отвара. Предмет седи таму спакован. Уште еднаш отидоа го одложија зашто не имале време да го проучат. Нарочишта не одеа, го одложува? Да, пошто е волуминозен А извинете, барањето за притвор, односно давањето согласност за пуштање од притвор Така е. на оние кои што беа внатре, беше откако го добивте предметот или пред да... Не знаем дали предметот беше стигнат. Но и да бил Не сум стигнат, не бил сигурна. отворен, како што разбирам. Не се отвори никогаш. За да третиот пат отидат и да се откажат од гонење, бидејќи нема докази. Дали беше отворен кога се Не, откажа бре. од гонење? Јас не го видов да се отвори и тој предмет, пошто цело време седеше тамо на едно ќуше. И денес, ако го земаат тој предмет да го видат, сигурна сам дека е во Во фолијата уште фолија завиткано. уште завиткано. Значи се побара пуштање од притвор, се откажа Дадоа од гонење Дадоа позитивно мислење. и се откажа од гонење, Се одгонува. а колку што вие помните, предметот не бил ни отворен Не. да го видат. Не, затоа што го гледа во одникот, не може... Што може би имаат на X-ray vision, на може. рентгенски вид. Значи, Што тоа според вас добро кажавте претходно зошто е штаб на СДСМ, мислам да не го поставувам ни реторичко прашање. Предпоставувам дека таквите постапки и моменти вас ве увериле во поврзаноста помеѓу политиката и работата на Па знаете што, во обвинителството. специјално обвинителство значи беше забранет влез за цивилни лица. Луѓе кои не се дел од специјално. како на пример адвокатите на Па Заев. како адвокат. И
гледав исто така, еден маж се мафташе по ходници, ама не знаев да не е некој од истражителите или некој нов вработен. Бидејќи имавте многу вработени, така? Па, во почеток не, од после почна да зема Бога Отца тамо. И сите, пошто сите, ако се земаат тие листи кои све земал плата, значи сите политичари, своите роднини, обвинителите, своите роднини, деца, чуда, значи сите беа на платен список. Бидејќи таа Се беше трошаа девојка од буџетските $1,000,000, средства на нашата окей, држава. позлатила многу луѓе. Сигурно Е, имала и кој чувство е за тој себе. маш? Кој е тој Некој маш? маш се мота, некој маш се Да, мота во по сејата. ходници. И дојде денот, тој човек што го гледам, влегува кај мене во канцеларија, добар ден, обвинителке, добар ден. Јас сум, вика, советник на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Вау. И добро, викам, што бараш тука? Па знаете, обвинителке, он знаеше кој предмет ја го работим. Кој, Тоа кој го знаел? од тие превземени од обвинителство со прислушкувани на плоштата објавени. Кој ја имаше таа информација, кој предмет работи? Па само Катица го имаше таа информација, никој Кај друг. кого распределува предмети? Па Само нормално. И овој маш знаеше. И овој маш Советникот знаеше. на Оливер Спасовски. Така е. А Оливер Спасовски беше тогаш во таа преодна Премиер. влада министер. Министер за министер внатрешни. за внатрешни Емил работи. Дмитриев беше премиер, да. И викам, што бараш? Зошто си влезен тука? Вика, па знаете, обвинителке, вие го работите тој предмет, вика, ама треба да се прошири, вика, тој предмет и на овој, и на тој, и на вака, така. Вика, молим? Ти, вика, ти советник тамо на политички поставена личност, доаѓаш мене, јавен обвинител под заклетва, да ми кажуваш ја што да правим со моите предмети. Надвор да те нема. Надвор да те нема од канцеларија. Го избркав. Стварно не сте биле тимски играч, господе Кадрију. Ако е тимот овој што ми го кажувате. Не помина после тоа, значи после тоа не помина ни 2 недели. Значи бев категорична и цело време инсистирав на тоа како може да се примаат материјали. Значи, компромитираме цела држава со тие глупости, компромитираме цела држава, овамо материјали без записник за примопредавање. Значи, во секое време може секој да додаде, да одземе, Како, например, да сокрие. тој непознат маш што се шетал низ СЈО и на крај ви се представил дека е советник на Спасовски, ви давал сугестии кого да гоните, така? Да. Па веројатно тоа го правеше и кај другите колеги. Само што тие не збореа. Никој не ви се пожалил на тој маш? Не, на тие теми не се отвараат тие теми. Тие теми не се отвараат. А вие кажавте некому дека го избркавте од канцеларија или очекувавте тој сам да се Не, пожали? знаев дека тој сам ќе отиде и се жали на таа што го пуштил да влезе внатре. Кој го пуштил? Па кој го пуштил? Катица, кој друго ќе го пушти внатре да влезе? Имавте ли, слушавте ли во тој период сугестии, еве не од непознати мажи советници на Спасовски, што е скандал сам по себе, иако ние живееме во една ненормалност, па нели дури и отрпнуваме и на скандали, што не смее да е така. Но на некој од тие состаноци, колегиуми или помали состаноци, 3-5 луѓе, некој некогаш да зборува нешто за некој потенцијално обвинет, дали треба да или не треба да е, или дека би се обидело обвинителството да скрши некого за политички да дојде до некој друг, или па да му вети Знаете дека што? нема да го вклучи во предмет. Тоа беше лов на вештерки. Ајде сега, значи треба, се донесоа тие материјали. Што се донесоа? Ајде што ги предаде и ги зема без записници. Ама треба да се создадат услови да се врши притисок на сите судии, што да напишат глупо, за тоа мора да помине. За да станат доказ. Молим? За да станат доказ материјалите. И материјалите и да се прифатат обвиненија. Значи требаше да се правеше план како да се стискаат судиите. Па нормално сите беа под лупак да се соработува, значи тоа
Тоа не беше обвинителско и професионално однесување, тоа беше каубојско однесување. Па и она што ми го спомнавте на новогодишната забава, ми остана во сеќавање бидејќи тоа е баш како шерифско однесување. Алфа, А и омега. после тоа, $1.000.000 се сеќавате, Како отвори, симптом само за дај го, направи го. Значи, тоа беше тотално незаконито однесување. Добро, кој може... Се сеќавам, имаше едно барање да се направи, да се прибават некои списи, ала ови од организиран криминал, од основното јавно обвинителство. Тогаш, колку се сеќавам, беше председател Владимир Панчевски. И се на Кривичниот суд Скопје. Да, на Кривичниот суд Скопје. Тогаш доверба беше на висок ниво. 40-50% го уште. Да, ако не и повеќе. И се сеќавам дека председателот на судот не дозволи предметот да излегува од судот. Значи, имате потреба, дојдите, направите увид во присуство на стручни соработници, под камери и изволите. Разгледајте што ви треба, ќе се направат заверени копии, ќе ви се дадат. Тогаш тогаш почна... Се изнервира Катица. Тогаш, значи, требаше по секоја цена Владимир Панчевски више да не биде тамо. Значи, тој беше проблем број 1 и требаше по секоја цена да му се измисли. Кога не измисли, ако не можа да му најдат ништо, потоа почна да измислуваат предмет, му оформуваат акмис. Знаете што? Во судовите не може ако акмис определи некој предмет кај судија кој тек избран, он не може да го работи тоа. Значи, има одредени менаџирање, параметри, да. Законитост е улога на председателот на суд. Во тоа време, ако некој предмет се дал во работа од страна на председател на некој судија, тој судија и тие одлуки што ги носи тој судија подлежат на проверки со право на жалба, од апелација, од врховен, од уставен. Не е тоа дека нешто се направило, па ќе се заташка во специјално обвинителство. Немаш право на жалба. Значи, редовна постапка. Во тоа време, тој акмис, некои предмет се даваа во рака и од страна на председателот на Врховен суд, и од страна на председателот на Управен суд. Никому не поведоа постапка, кој се сеќавам, само на председателот на Основен кривичен суд Владимир Панчевски. Бидејќи не соработувал како што очекувале. Ама не на незаконит начин. Значи, човекот работеше на законит начин, му се формираа предмети со селективна правда. Да тоа беше за сите еднако, ај човек ќе рече, ама овде беше селективна правда. Помнам тогаш, нели, и при еден претрес кој што му го правеа дека клучевите му ги украдоа од биро, како беше... Веројатно затоа и не дозволувал да излегуваат предмети од судот. Влезите, еве ви огромен што ви простор, треба, да. Направите увид во списи во предметите, земите заверени копии ќе ви дадеме, ама да грабате, да пикате во джепови, како што се успостави дека се праеше, Бога ми, тоа не може. Значи Панчевски не бил тимски играч според нормите на Јанева, бидејќи нив им треба судии кои што ќе делат притвори, така натака. Да. Нели, тоа е подоцна, вие веќе не бевте тогаш дел од специјалното јавно обвинителство, но ќе ве прашам што помните. Значи, теренот се припремаше за политичка екзекуција. Ете така. Сега да скратиме, така? Па така на крај се успостави. Како е возможно од сите тие, колку викаше Заев, дека се 600.000 бомби, прислушувани разговори, наречени бомби, 1.000.000 страници документи, игра со некои такви бројки. На крај дојде на тој 30 или декември беше со една кутија или две кутии во СЈО, кој што без записник вие викате дека... И треба, мисля, кога беше донесен и некој софтвер, ако не грешим, ама значи не можев да ги гледам. Не можев да гледам незаконитост. Незаконито донесени, незаконито примени во обвинителство, незаконито прислушкувани. Тоа е повреда на постапката од самиот почеток, така? Крај. Вашиот став во однос на прислушуваните материјали, како што разбираме, дека самиот
материјал што СДСМ го пушта на прес не може да биде доказ. Не може да биде. Тоа е вербален деликт, не постои. Тие стана доказ, не само индиција за, бидејќи така беше првата формулација, да се индиција па да се најдат докази и да се работи потенцијално и од криминал. Но со една одлука на апелационен судија, така е, така беше... ете, тие апелациони судии, еве видовме под зидови што имаат. Значи, затоа викам, требаше да се спреми терен, да све се прифаќа што специјално ќе измисли. Значи, луѓево работеа незаконито. Каква кардинална грешка, генерацијска би кажал, бидејќи архитектот на СЈО би го разбрал. Него не го интересира Македонија и како ќе функционира Македонија, го интересира да си заврши одредена работа. Ако правиме сега сценарио за филм, во фикција може да одиме. Тоа е некој странец кој што сака тука да стави негово знаме во оваа земја. И него му е гајле како ќе ја заврши работата. Но штетата што ќе се направи внатре, затоа е 2% доверба во судството. Бидејќи накриво насадено било дрвото од сам почеток. Знаете што, не тоа, тие не садеа, тие странци, ако збориме така како општо некој незаконитост во државата, никој никому, ни на еден судија, ни на еден обвинител не му рече не го почитувај законот. Значи, застани во рамките на уставот и законите и крајна приказна. Нема тука може, не може. Може вака, па може и така. Не е така. Значи, закон, уставот и законот се јасни и мора да се почитуваат така како што се напишани. Во обвинителство не може да се примат материјали без записник за примопредавање. Господе Кадрију, виделуваше ли во тие моменти Ленче Ристовска вознемирена, бидејќи Заев и Шекеринска се таму? Бог да чува, беа пресретни. Бидејќи... Значи, така едноставно, па така ќе ги примиме без записник, викам, моли. Бидејќи деновиве Ленче Ристовска тврди, и вчера имаше интервју, се потрудив да го изгледав речиси целото, ја зборуваме бидејќи таа е сега кандидат за републички јавен обвинител. Исто како и судијата Панчевски. Ја никого не озборувам, ја зборим за специјално обвинителство. Не, ќе ви кажам зошто. Таа тврди дека е вознемирена од изјави на премиерот. Тоа и го нарушувало дигнитетот, обвинителски чинам, така нешто. Секогаш глуми жртва. И сега, ако била вознемирена од изјава на политичар, дали тогаш била вознемирена и од Заев и од Шекеринска? Тоа е моето прашање. Бог да чува. Добро. Беше одушевена, а и секогаш сака да глуми жртва, така, знаете, очигледно дека некои луѓе работат на тоа како да опереме мозок некому и да оставиме некој впечаток на некоја жртва, овамо да си работиме како што ќе ни падне на памет, па еве и незаконито. Не може во јавно, во било кој обвинителство да се прима кривична пријава, да се примаат материјали без записник за примопредавање. Затоа што без тој записник за примопредавање, тоа не можеш ни да го користиш во постапка како доказ. Ја не знам како апелациониот судија дозволил дека се ги легализирал фактички нешто што е примено без записник за примопредавање. Значи, све од старт поставено на опачке. И невештачено, сега да бидеме честни до крај. Па знаете што, отпосле, како се успоставуваа работиве, мислам дека господин Грибовски беше во право, која викаше сечено, лепено, монтирано. Значи, ова сечено, лепено, монтирано... Верушевски го призна на суд. Верушевски кажа дека материјалите биле манипулирани. Верушевски. Човекот кој што, нели, Заев тврдеше дека е организатор на таа, според него, патриотска операција за спас на државата од злоупотребите на службите. На крај на денот, ако ве прашам, кој прислушуваше во Македонија, знаете ли да кажете? Бидејќи, дали имаме судска, односно, не дали вие знаете да кажете, дали државата може да каже кој прислушуваше? Дали имаме ние судски епилог на случај во кој што чисто, јасно, гласно се утврдило? Ја немам таква информација. Се сеќавам, еднаш ни дојде едно писмо со некои фотографии на една маса, поставени така некои скрипти со ливче од озгора. И тоа беше пуштено од штабот на СДСМ. Дали вие имате услови да ги чувате,
Дали имате специјална каса кај ќе се затворат тие предмети што ние ќе ви ги предадеме? Во димензии 80 сантими на 50 сантими. Така е, ама тоа на една голема маса Се поставени сеќавам, беше така. фама тоа за сефот во тој период, на вистина. Само почекајте, значи, нас не прашаа дали имаме сеф, па после се прибавуваше сеф во СЈО, каде ќе се сместат тие што ќе донесат. Ама на секое ливче, како што ги гледавме така, тие слики од тие поставени материјали, на секое ливче пишуваше кол. Што пишуваше? Колс. Не Calls. повици, Аха, на не англи. разговори, него на англиски. Значи некој на... добро. На секој добро. од тие предмети имаше тоа ливче колс. Аха. Ви викам на Катица, викам, ама викам, зошто викам, овие викам пишуваат колс, не пише разговори, снимени, колс. Односно, кој ги пакувале прашањето? Мислим, чудно ми падна во очи тоа што пишува колс. Добро, ама затоа сте обвинител и знаете форензика за со докази да фаќате детали. Се обидувам, секогаш сум се обидувала да бидем што поодговорна и да свето тоа биде во граници на уставот и законите во државата. Не може да се работи каубојски. Како ќе, зашто е доверба 2%? Како што преска почнавме, не е до странци, до нас е. Ние дозволуваме. Они стално ни укажуваат луѓе, не можете да пристапите ни код Европска Унија зашто вас правосудство не ви чини. Не ви чини, дајте, направите нешто како треба. Тоа е пред камери. Позади камери знаеме за исто припадници на дипломатскиот кор кои што се шетали и по ходници кога требало да се носат одредени одлуки. Или на специјални нивни пратеници. Може би се вика некој од нив Дейвид Стивенсон, може би не знам, нели кој би знаел. Но се согласувам дека е до нас. Не можам да се упуштам во тоа пошто конкретно ја го немам доживеано. Разбирам. А ја Што го Катица зборим ви ова кажа? што го доимам. Што Катица ви кажа за колс, за кутиите? Гледате кутии со разговори, пишува колс наместо разговори. Имаше некаков одговор или Не, бре, вака ме гледа ко уфо. Појма нема, жена, врска нема. Но имавте сомнеш дека некој друг ги пакувал Ја разговори? мислим дека женава беше важно да биде пред камери, облечена во убава чипка, новогодишна, елка и до толку незиниот капацитет одеше. А сето друго беше тамо таа четворка фамозна. Фатиме Ленче, Да, овие други беа така. Радовишанката, како си Да. Лиле Стефанова и Да. Гаврил Буевски, без кој што не може ништо да... Да. Која беше улогата на Фатиме Фетаи во... На пресконференција сум кажал и јавно што јас мислам. Нели, таа требаше да биде жаргонски, сленговски кажано the bitch. И еманципираната албанка која што знае и да запцуе и така е бестрашна. Ленче беше таа фина, мирна, мила и одмерена. Катица беше Катица. Значи, Како вас ви изгледаше тоа? срамотно однесување. Значи, ќе застанат двете до Катица и ја гледаат вака во очи и никому не му требаше и не треба во оваа држава на судија и на јавен обвинител, не му треба ништо освен законот. Спроведувајте го законот. Спроведувајте го уставот, почитувајте ја оваа држава, сакајте ја оваа држава. Не е љубов кон држава оваа 2% доверба. Не е фер кон луѓе од кои се одземаат за да се полни буџетот и да се однесуваме така непоштено. Фатиме требаше да се работи своја работа, Ленче своја работа, не да изигрува жртва и тогаш и сега и во иднина. Работија своја работа честно. Гледајте, овамо имам што кажуваше нешто, некој притисок и праел, што нешто за Сега денес што се изјава за некоја премиерот нешто. Притисок била Хало, некоја изјава. човече, па ти земаш незаконити материјали одушевена од Шеќеринска и од Заев. Живи, весели, јас ја зедов ташна капут и излегов. Ја нема да бидем дел од оваа лудило. Ја нема да дозволим во обвинителство да влезат материјали
кои не се со записник за примопредавање. И не седим тука да ве дружим и кафе да пием. И да се глупирам. Како беше односот со републичкиот, новиот републички поточно вие во тој период не сте во се... Ајде, тоест, пардон, да се вратам само за Јовевски, мислам, но предходно. Јовевски, Марко, обвинителот Марко Зврлевски не ми текнува точно. Почна, мислим, дека специјално да работи кога тој... Да, беше, Да. Но многу кратко, ако не греши. Кратко беше. А овој па не го рачуна. О републичкиот Јовевски па не го рачуна, никој не го рачунаше ни 2% него. Да дојдеме до моментот кога Катица доаѓа и ви соопштува дека не сте тимски играч. Таа беше многу интересантно. Доаѓа наутро и доаѓа во канцеларија, така залофана и вика на мене и на Марија, вика, ај дојдите во моја канцеларија и влегуваме во канцеларија, нормално седнувам. Веќе беше тогаш префрлено сеја таму кај Агенција за млади и спорт или уште во Кузнан? Не, уште бевме таму. Тамо се правеа специјални, бевме на една обиколка заедно. За сефот се правеа таму посебни? Не, тамо и сефот беше прво тука донесено. Тоа беше изговорот, сега се сетив, СДС не сака да ви ги дадат материјалите зашто сте немале сеф. Да, а тоа беше се игранка. Се разбира. И се сеќам, отидовме еднаш заедно, Катица, да ви покажем нови простори, демек тоа купено, откупено, земено, не знаем што. И сега каде ќе има канцеларија, кај ќе бидат истражители, ама Лиле бараше степ специјално за неа да има простор, апартман, да има и кревет, да има и не знаем што и не знаем кревет што. Да има во... Да, во обвинителство, така она бараше некои специјални, не знам што направи од после, пошто више не бев тамо, ама сеќавам дека требаше да се спреми за неа. Сакаше да живее во Сејо Лиле Стефанова? Бог сами зна што имаше намера. И доаѓа наутро и вика му мој дојдите кај мене и идеме тамо со Марија и гледам уште двајца колеги тука и уште еден колега. И им вика вие од денеска више не сте дел од специјално обвинителство, викам, и ја викам зашто? Така мртва хладна, зашто? И вика па не сте тимски играчи. И вика, сега ќе идете во канцеларија тамо кај полицајците, ќе направиме примопредавања предмети да им дадеме на овие двајца колеги и вика да барате да се вратите обвинителства од кои доаѓате. Викам, слушај овамо, ја не барам, ти бараш. И ти, викам, седни пиши такво барање, а јас ќе заминем во Советот на јавни обвинители, каде дадов заклетва и они нека одлучат за ова работа. И заедно со Марија отидовме тамо во Советот на јавни обвинители. Председателот сега не Петар Аневски беше така. И не прими, вика како тоа, вика не сте тимски играч, што е ова лудило, ова глупо. Која е таа категорија законска? Добре. И се формираше тогаш комисија, знаем дека Саше беше председател на комисија, член на совет беше, ама отпосле беше нешто муабето дека со Катица бил многу близок, па откупил некој стан што требало да се одземе од некого, па по некоја поповолна цена тој Саше. Ама пак и тој Саше донесе заклучок од работа од комисија, беше дека она постапила незаконито, ги пречекорила своите овластувања и ја злоупотребила својата службена положба и овластувања. Со тоа што ни направила штета на нас како обвинители. Значи немаше законски основ само да ве разреши? Не, вас не ве избра Катица, мислам формално, нели? Друг дигнал рак. Точно. Но не сте тимски играчи. Не се тимски. Па знаем после демек нејзините изјави, многу голема благодарност до обвинителке, после не научија што да збори. Благодарност до обвинителките, во оваа фаза демек нема некој волумен на работа, па од таа причина и само после тоа, како ние се вративме во нашите обвинителства, не помина месец дена, бараше уште двајца кои се тимски играчи. Но не и одобри тоа, мислам. Да, ги одбија. Да, ако треба, може само овие две обвинителки што дадоа заклетва, никој друг не може. Имаше ли, пред да ве прашам, очигледно и со недвижнини работело Сеја, бидејќи нели купил стан, запленет и така натака? Знаете што, дали работ недвижности... Неформално, да? Тие знаем дека, пошто се имаше пари,
Требаше да се купуваат коли, па се правеа специјални спецификации само за една врста, за да отпаднат сите други при јавна набавка, да се земаат само од таа фирма што беше договорена. Чете, тоа не е предметот тенк, извинете вака сега, како што слушам. Е предметот тенк. Бидејќи начинот на кој што се ја набавувало коли, ми личи на обвинението за тенк. Па знаете што, во случај, извинете, да не ги мешаме работиве, значи во случај тенк, влада не била обврзана да објавува оглас. Значи не била обврзана. Можела со спогодба во 4 очи. Можела. Затоа што закон тоа го дозволува, бидејќи е специфичноста. Затоа што тоа ќе се користи за специјални услови, кога за нашите раководство државно, како и за гости кои доаѓаат. Пошто таквите коли се посудуваат од другите држави и се плаќаат огромни ренти за рентање на такви коли. За VIP и тоа што, мислим, ја од човечки аспект, а и од професионален аспект, сметам дека тука луѓето се земени на врат. И жал ми е за госпоѓа Јанкуловска, затоа што она тогаш имаше беба. Ја одвоија од беба и ја затворија. За ништо. Држава нема штета. Злоупотреба се состои во штетна последица. Коме е направена штета? Она чак спровела постапка за јавна набавка. А што не била обврзана. Значи, луѓе... А Сејо како купуваше коли? Па еве ви кажувам се, значи на колегиум се зборише од кого ќе земе, ајде земеме од овој, имаме договорено со него. Ја ги слушам разговори, пошто не бев дел од тие што беа во екипа за најавни набавки. Кој беше во јавните набавки? Највичен со пари, кој беше? Со парите на почеток раководеше Елизабета. Јосифовска. Да, пошто немавме вработен уште книговодител, а она го знаеше занаетот од мајке и па така како што кажуваше и она тоа го работеше и го... Кога мораше €1.000.000 да се потроше за 2,5 месеци. месеци. Тоа за 2,5 месеци се потроше. Иначе замислите дека мораше во буџет да се врати. Да замислите мора во буџет да се врати. Тоа се разговор и јас зборим само за тоа што мои уши слушнале и мои очи виделе паралелно. Јел некојаш можеш нешто да слушнеш, а да не видиш, а да добиеш поинаков печаток. Јас зборим за тоа што активно, свјесно го имам слушнато и видено. Ме интересира методолошки. Како изгледаше работа на некој случај, ако може да се сетите, еве баш слушнато и видено. Например, СДС ги носи така наречените бомби разговори. Тоа се претпоставам CD-а, USB-ња, не знам, нели? Да. И сега кривичната пријава е еден лист. И на тој лист вие читате што кажал Заев на прес. Или сублимат од неговиот одговор на прес. Сега ќе слушнете, нели, тоа се вика наведувачко... наведување. Не е ни прашање, нели, наведувачко соопштение. Сега ќе слушнете како Богдан украл €1.000.000 и нели пушта некој делче таму што треба веќе во претпоставената скица во глава ментално што имате да дознаете нешто како се случило. Имате лист со пријава, имате CD. Тоа беа истите разговори од пресовите или беа во подолгите верзии? Исти. Истите, не беа долгите големи? Не, исти. И са вие седите и слушате. Да. И како се прави случај од такво нешто? На што, зависно кој што работел, на што наведува. Јас се сеќавам дека, еве, пошто помина повеќе од 5 години од тогаш, можеме да збориме, знаем дека еден од предните беше за Нешовски, ако не грешим. Да, Мартин Нешковски, за момчето кој што беше убиено, претепано со смртни последици, како и да се квалификуваше делото. Тоа го слушав, тој разговор. Кој бил, што бил, сега не ми текнува секој детал. И го прибавив, пошто тоа беше пресуден предмет, го прибавив предметот од судот.
Добро. А чак тој предмет беше... Да, тој беше завршен, но бидејќи беше во бомбите и вие Така го е, земате. да се види дали тука има криминал или нема криминал, дали некој... Плюс Ама неопфатен што бил. беше... Прво што ми падна во очи при разгледување на тој предмет беше потврден и во Страсбург. Ме разбирате? Да, бидејќи тоа беше 2011, имало време и Страсбург да заврши. Да. Океј. И после јас го проучив предметот и после требаше, мислам дека направи стратегија да ги сослушам лица кои се спомнуваат. Кој каде бил, што каде направил, со кого комуницирал. Да проверите, да, окей. Каде тој бил првин, па каде се качил повтор пат, па како настрадал, па како дошло до смртна последица. Значи, тоа го испитував и дојдов до заклучок дека е тука предметот чист. Дека е добро Потврден сработен. од Страсбург. Океј. Ама ми беше многу смешно кога јас после, значи бев вратена во основно обвинителство Тетово, после гледам го од некој беше нешто осуден, па го носеа со камери, со телевизии, ќе го приведат тој што се демек бил осуден. Мислам дека беше осуден за убиството. Тој Игор Спасов. Ете така, па Мислам им избега човекот. Ама не им избега. Зошто да го носат кога предметот нема, Страсбург го потврдил. Го мафтаа таму ваму го носеа, го враќаа, не знам што прави. И на крај ништо не испадна од тоа. Тоа што јас го реков од самиот старт, од моето преиспитување целиот предмет, они го работаа уште година и пол. Ама целта им беше со таа бомба да character assassination, тоа се вика, нели, да натераат јавноста да чувствува гнев кон Јанкуловска за некоја изјава и кон не знам со кого разговараш. Не само тоа, него сака да ја наведат јавноста дека некој убива во оваа држава. Аха. Па така испаѓа. Тоа беа неколку случаи. Тие се звери кои крадат, убиваат. Тамара, Младенов, Смилковско, Диво населје и ова Заев дури викаше ако ги пуштам бомбите за Диво населје, мислам, или за Смилковско, ќе има војна. Тоа на на митинзи го има зборувано, што глупости, што се испостави на крај. Ништо не се испостави. Значи џаба трошени пари. Од ваш аспект џаба трошени пари, од мој аспект како човек кој што работи во медиуми, јавност, работи во политика, тоа е манипулација со емоциите на народот. Масовна манипулација со цел остварување на политичка цел. Па сега, ако еден, значи не е он крив. Криви сме ние како општество, еден аболициран криминалец ти станува премиер и ти ја раководи државата. Тоа беше посебна финта како ги отфрлија доказите од посебните истражни мерки за Заев за случајот подкуп, каде што и Кацарска беше во судечкиот совет. Ама Боже мој, значи јавно се слуша евро за мене, евро за брат му. Му нуди на човекот, ќе ти дадам поевтина цена за земјиште, државно, односно општинско, ако платиш евро ваму и евро таму. Место 432 денара ќе те кошта 72 денара, ако даеш плюс 2 евра, значи 2 евра, 120 и 70, 190 е дупло и повеќе помало од 430. Тоа е понудата што му дава. И одговараш ли за тоа? Не, бидејќи не примил, само побарал подкуп. А од кај знаеме дека не примил? Така тврдеше обвинителката, мислам беше Бислимовска Валентина, мислам, не сум сигурен. И бидејќи не примил, под 5 години е казната, за под 5 години не смеле да важат посебни истражни мерки. Тоа беше моментот пред Заев да се самопрогласи за реформатор на правосудниот систем во Македонија и човек кој што викаше ќе го отворам како пупка судството. Претходно викаше ќе се формира СЕО, ќе има притвори и така натак. Во однос на А какви се тие притвори? Наутро го притвараат, попладне го пуштаат. За кој случај зборувате? Па знаем, се сеќавам сега имало таков некој пример? Да, имало, знаем се збореше демек пошто од прислушкувани материјали тоа демек многу моабети ми вика ќе среди тој све ќе се има станови, ќе се молчи бре Лейла, не прави проблеми. 4000 евра ќе имаш плата, бонуси, чуда, па ќе има и чуда.
Кој така ви вика? Па тие дел од екипава, трај... Тимските играчи. Трај, демек, ама душа не ми дава. Не можам ја, значи, држава ја губиме, значи, држава ја губиме, ти од корен ја сечеш државата, а ние ќе измислуваме приказни. Немојте така. Ја, сега ќе испадне која си албака, тамо ја сака држава повеќе од Зоран Заев или не знаем ко. Луѓе, јас сум тука, јас сум државјанин, јас сум моите деца тука, јас сум тука генерации, сакам моја држава да биде јака држава, здрава држава, да се има доверба во правосудство. Џаба ти извршна власт, ако правосудство, ако човек не може своите права да ги оствари. Задоцнето право е неправо. Пуштите една тужба обична во суд, ќе ти закаже после 7 месеци, после едно рочиште, па друго идната година. Кога ти ќе го, кога ние, не мислим конкретно на вас. Разбирам. Кога човек ќе го оствари своето право во оваа држава? Како да се има доверба? Како да се има доверба во селективна правда? Може ли да се има доверба? Не може. Не можеш да пуштиш тужба, ти не превземаат действија, ништо не имаш. Тек после година, дена, 2 години, нешто тамо ќе добиеш. Ја сега имав еден, ќе го спомним, ако не ви прича, еден предмет за денационализација, значи, одработава за денационализација. Сега ја застапувам странка која е доверител во постапка, го застапувам и стечајен управник, правобранители ја застапуваат држава, сите пуштаме тужби пред управен суд за ништавноста, пошто баравме ништавноста, го донесо решение, се одбива. 3 совета, 9 суди носат пресуди дека таа одлука за тоа решение за денационализација е незаконито. Да го преиспитаат. 9 суди на комисија, тоа им вика, комисија носи исто решение, сега одново тужба се пушта. И ајде, биди здрав и нормален. Значи, луѓе, ајде да го оствариме, да имаме право да го остваруваме. Тоа многу зависи од републичкото обвинител. Значи, ако... Затоа е клучно, мислам, клучен момент. Да се има човек кој е прво писмен. Човек кој мора да има искуство. Ова го зборувате веројатно од лошото искуство со Катица. Ова е мој коментар, ама добро. Не може поинаку. Не можеш на полуписмен човек што да му дадеш, он ќе прифати. Писмен човек нема ти прихвати ли? И веројатно човек кој што се доживува како $1.000.000 човек. Ете така. Значи, мора да се биде, мора малку да биде одстрана, треба да биде поограничен од политика, мора да биде добро поткован правно, да не биде од овие што се дел од системот од 2%. Дајте нешто. Стварно, ако ја сакаме држава, мора нешто се направи, Богдан. Да, и одвојувањето на политиката од правосудниот систем е клучно, односно на политичките влијанија. Нели, се е политика. И обвинители се бираат, и републичкиот ќе го избере парламентот. Нема на ждрепка или на избори да се... Меѓутоа, влијанијата мора да се држат што понастрана. А во сега тоа не било случај, како што разбирам. Долго години бев јавен обвинител, во основно јавно обвинителство Тетово. Републички јавен обвинител беше господин Марко Зврлевски. Не ми се случило во мојата кариера, додека тој човек раководеше, сум ишло да реферирам предмети, што е нормална процедура по иерархија и субординација. Никогаш не ми се случило мене некој да ми упаѓа во предмети. Со овие од СДСМ, со овие, значи, ти упаѓаат во предмети и министерот за внатрешни Оливер Спасовски ќе ти кажува што ќе праеш, што имав еден настан со една вода. Ќе зборувам и за тоа. И ти упаѓаат и Јовевски и тој да се направи вака, да се направи така, тој па ќе удира, ќе се јавува во основно обвинителство вака, така да се прави. Мора да се разграничат работиве.
има една последица, јунакот вика утепај го, макот не му го јади. Ако републичкиот обвинител имал нешто, он ќе ти се јави и ако треба и ќе те искара, тоа на такви не можеш незаконито да работиш. Опои ги очте ова мора се... Ама не оваквите глупости што вие ги прават. Да се толерираат, да. Значи, да се очисти убаво, да се очисти од таквите подложни, тие што... Знаете како е? Кога е човек, пак ќе кажем, писмен, и кога репот не му го фатил мразот, он не може никој да дојде пред него и да му каже било што да прави. Некој може би сега гледајќи веќе си рече, сигурно е обвинителката од фан голем на ВМРО зборува против СДСМ. Што би им одговориле на таквите критичари? Не е точно. Никогаш не сум била член ни на една политичка партија и како интелектуалец ги следим и гледам што е нормално, што е прихватливо и критичар сум. Било кој, ако осетим дека нешто не чини, сигурно ќе го критикувам без оглед дали се работи за СДСМ, ВМРО, ДУИ, ВЛЕН, не знам кој. Значи, не сум член на една политичка партија. Откако заминавте од СЈО, бидејќи веќе утврдивме џабе и да ве прашувам дали сте изненадени од случајот Рекет, веројатно не, бидејќи таа алчна карактеристика во карактерот на шефицата на обвинителството и на нејзиниот доверлив круг ја објаснивте предходно за предметот бонуси во СЈО. Кој е вашиот став? Па тоа е тоа што треба да се потрошат пари. Значи, тоа е тоа што се измислува и се излегуваше од рамките на законот. Тоа не смееше да го дозволат ниту обвинителите, ниту она немаше право тоа да го дозволи. Се знае обвинителска плата колкава е. Додатоците се до 20-30%, колку е тоа? До 35%. Порано републичкиот јавен обвинител ќе определи за некои посебни услови, доверливоста, ризикот, ќе додели 35%. А вам беа 100% од прилика, така? Они не смеале да излегуваат од 30%, а они на тие 35% уште по едно 2000 евра. Колку по некоја математика излегуваше дека земале огромни пари, и то тотално незаконито. Вчера обвинителката Ристовска кажа во незиното интервју на ТВ24 кај колешката Душица Мрѓа дека, вика, ако може да забележите во тие јавно достапни информации на Open Finance, при што таа тврди дека ги заслужила за трудот и така натака сите додатоци, но вели, јас земав најмалку од сите, зашто Катица мене ме казнуваше бидејќи не се согласував со нејзе. Дали е вашиот впечаток таков дека имало несогласување? Па тоа е што ја викам од самиот почет дека женава стално изигрува некоја жртва и беше прв заменик. Елизабета втор заменик. Сега како да сака да се дистанцира од Јанева, бидејќи Јанева е осуденик. Па не може, не иде тоа така. Немаме ние мајмунска меморија 3 дена и изумуваме све што се случувало. Памтиме, знаеме со кој е понашање или со кога излезе таа со изјава дека Катица е криминалец. Со неа беше нон-стоп. Како сега и текна да излезе, демек нешто зборува за премиерот, а никогаш не излезе до сега изигрува жртва пак. Она стално бара некое внимание и изигрува жртва за да ги постигне своите цели. Очигледно, може би женава има некој проблем здравствен. Ја имав став и беше дека не сум тимски играч. Ја имам став, што се докаже и кроз другите предмети дека имам став. Дека уставот и законот на оваа држава се мора да се почитуваат. И мора да се однесуваме професионално тие кои се во сфера на правосудство. Кога ве набрка Катица од СЈО, бидејќи тоа е точниот термин, така? Ве отстрани, ве оддалечи од работата. Да. Нели? Бидејќи не сте тимски играч, а во тимот имало, како што нели се утврди советникот на Спасовски, нели?
Примање записници од Заев, Шекеринска, трошење сите пари, мобилни глупости. телефони на Бубевски и така натака. Чувството дека СЕО е супериорна институција, може да прави што сака, девојка од $1.000.000, Не е супериорна, кршења по него кафани. е ван законот. надвор од дофатот на законот. Надвор од законот. После се дојдоа такви околности да едноставно не можеше да биде надвор од дометот на законот, иако тогашниот обвинител Јовевски на Катица и прифати една наредба од притвор за примопредаја на предметите од СЈО до регуларното, до републичкото, но на писмо од затворот, се сеќавам. почитува све тоа изигрување на законот. Кога Катица нели треба да е оддалечена од функција, што значи Како тоа? бре од криминалец ти ќе земаш записници од човек од затвор, хало? Може би Јовевски бил тимски играч, господе Кадриев. Па очигледно дека работел како што ќе му свирнат. Но вас не ви е прв пат да ве квалификуваат за нетимски играч, зборувам барем за тој тим таму. Го спомнавте преска тој случај со водоводот во Синичане, чинам беше тоа. Впечатливо е бидејќи има едно интересно видео. Ако сакате кратко само јас ќе објаснам. Во време на ковид жителите на село Синичан имаат проблем со водата, имаат фекалии во водата, така? Така е. И тие прават со само придоне собствени напори да приклучат вода од некоја бушотина што е испитана и чиста, таа вода да ја имаат во локалниот водовод. Така е. За тоа проблем има власта, не знам од кои причини, праќа специјалци кои што треба да ги спречат жителите, така? Да. До тука сум во право. Може ли сега едно видео да кратко да погледнеме? Ајде режија, ве молам мој лаптоп. Вие правите, господине премиер. Вие правите. Ја не сум политичар и политика не ме поставила. Јас сум јавен обвинител кој раководи со предистражна постапка во однашањето на ова обвинителство. И ме навредувате. Ме навредувате. Сега ќе излезем напред и ќе кажем како вие се однесувате како премиер кон јавниот обвинител. Тоа е нечесто, така? Ја постапувам под закон. Ја постапувам под закон. Вие штитите криминал. Вие штитите криминал. Не можете вие вака се однесувате со мене. Јас сум таа што и на Катица Јанева кога почнавме и реков дека криминал жена прави што ја поддржавте. И јас сум таа која викам дека овде нема криминал. Така е, јас и јавен обвинител под закритва на устав и законите, а не на политика. И не можете вака со мене да разговарате. Директно ме зајавите. Ако добро разбрав од она што се слуша во видеото, иако вие сте малце оддалечени, некој ве снима со мобилен од страна, вие разговарате со премиер на Република Македонија, тој ви вика дека вие штитите криминал. Премиерот тоа ви го вика. Кој е тогаш премиер на... Со кого разговарате ова? Бидејќи не се сеќавам точно на периодот. Да, тогаш беше премиер поставен Оливер Спасовски. Во ковидот, да, Оливер време на Спасовски. ковидот, така во некоја е. техничка предизбори, веројатно, влада, да. Знаете, во време на ковидот се носат уредби со законска сила што се однесуваат само на таа ванредна состојба. Во таа ванредна состојба, тие тамо становници немале, тоа општина немала пари, тие сами се организирале заради препораките на хигиена, Совет ги поддржал, и без оглед на тоа, да, ја како јавен обвинител бев известена дека се работи горе, дека постои индици за кривичните дела, горе е присутна полиција. Вие бевте дежурен обвинител и излеговте на терен. Јавен обвинител, значи во предистражна постапка раководи јавниот обвинител и истражна и предистражна постапка. Моја должност кога се работи за сериозни работи да се излезе на јавниот обвинител, мора да излезе на увид и да се увери, да види и да започне постапка. И кога видов тамо дека тамо обичен народ моли за капка чиста вода, дека имаат одлука на Советот и ако е така, ако има криминал од страна градоначелникот, ние ќе го процесуираме, нема потреба за ден, ќе истражуваме и полиција да се повлече и обвинителство ќе да продолжи својата работа. Тоа беше проблем? Да се повлече полицијата? Проблем за полиција не беше, него Оливер Спасовски, тогашен премиер, не дозволуваше специјалци да се повлече. Специјалците сакаше да останат тамо? Да останат тамо.
И викам, се јавам институција на институција. Вие решивте да му се јавите, бидејќи специјалците не сака... Да, така е, да е потребно да постапат по напасијата на јавниот обвинител. Збор институција, не сум таму, отиде на приватно. Не, Лејла тука е обвинител. Ја го ризикувам мојот живот во време на ковид со хипертензија, тамо по планини, ама да го спроведем законот. И Спасовски ви вика дека вие штитите криминалци. Добровече на обвинител Лејла Кадрио и тој ми вика, се отшла горе да браниш криминалци, криминалец ни еден. Викам, институција, јавен обвинител, разбори со институција премиер. А не, викам, не, јас спроведувам законот, постапувам по законот, а јас сум таа што тогаш ви вика дека Катица прави криминал, а вие ја бранивте. Значи, ви браните криминал. Да не ви е луд за советникот негов што сте го избркали од канцеларија, тој што ви сугерирал. Па не ми пушти тој опомена претужба, јавно да му се извинем заради овој разговор што вие сега го пуштивте и нормално нема да му се извинем. Нека пусти, ако нема проблем. И нормално дека не му се извини, затоа што тој стварно кажа дека народот е криминалец и дека јас сум криминалец што штитим криминалци, што е неприхватливо. И ве тужеше после? Не. Не, само опомена пред тужба. Така е. Добро, Боже така мој. Е. Вие имавте уште еден судир со некоја екипа, ајде така да употребам еуфемизам, кога се случи трагедијата ужасна во модуларната болница во Тетово. И тогаш ли бевте дежурен Таа вече ја обвинител? не бев дежурна, ми се јави дежурниот колега, а и беше и шеф на обвинителство. И вика, колешке, ве молам да дојдете, ја више не можам да се снајдем, овде е хаос. Значи, по барање на шефот на обвинителство се приклучувам, идем, доаѓам тамо, потоа доаѓа Јовевски, значи он се појавува кај треба и кај не треба, врска нема со животот, не знам ни зошто е дошол. Уште и донел двајца обвинители да се приклучат демек во тимот кој ќе водат истрага. Негови Јовевски носи двајца? Јовевски носи двајца Што тоа од вас ви дома укажа собрани. во тој момент? Да мора све да се држи под контрола. Да има своји луѓе, Да така? има филтер како да се постапува. Значи, ние спроведуваме истрага. Колегиуми, па после да ќе се добие одобрение од Јовевски да се спроведе тоа истражно дејство или нема да се спроведе. Ама тие колеги, знаеш, може вака, ама не треба тоа така. Се истражуваше како дошло до тој пожар, од каде се, како е изградено тоа. И се успостави во текот на работењето дека таа модуларна болница, дека средствата се обезбедени од Светската банка 90 милиони, 30 милиони за модуларни болници, 60 за лекови и чуда, 30 милиони за 10 модуларни болници. Направени од рециклирани материјали. Кога се распрашува колку кошта панели со камена вуна која не гори 40 минута, а колку коштат рециклирани со овие пурпен пени, испадна дека во тоа време 17 евра, ова што е безбедно 40 минута, ова со пурпен пени ни 5-6 евра не е. Ако се рачуна, па тие 10 модуларни не може да коштаат повеќе од, еве да речеме, 300.000 евра за сите 10. А потрошени 30 милиони. И што е најцрно во све, кога се издаде наредба да се направи вештачење од страна на вештак по електротехника, дојде известување дека причинско-последична врска за настанување на пожарот е лошо инсталирана електрична енергија. Значи, кога се ставил тој во утикач, тој апарат, повлекол огромна количина на струја, немало прекидачи, довод бил настанала експлозија. Нема разводна табла? Нема разводна табла, затоа доаѓа струја да поставиле разводна табла. И тука е пропусти прво на министерот на здравство во тогашно време Филипче, бидејќи тој ја составили спецификација без да има елаборат за електрична енергија и без противпожарен елаборат. Тој потпишал, определил како треба да изгледаат. Така е комисија и сега, значи да расчистиме работиве. Пописот на работните задачи што ги има Министерство за здравство, гради болници, здравство, ова тоа.
Труди социјална политика, гради градинки и домови за стари. Овие Министерство за здравство објавува оглас, го спроведува Министерство за труд и социјална политика. Значи, разводнување, ама на крај се успостави причинско-последична врска за настанување пожарот, лошо инсталирана електрична енергија. А тие објекти, дали првишната намена им била да се модуларни болници или нешто друго? Тие, не знам што им била намена, само што знаеме при распрашувањето на директорот од болница, медицинскиот директор, тој кажа дека им понудил 2 спрата неопремени од болница нова. Од Тетовската болница, така е, само да ја опремат и да се справуваме со ковид. Добро. Овие инсистирале мора да се направи. Овие мислиме на влада, Министерство на за здравство? влада, така е, морало да се прави тоа, пари мора да се потрошат. Како ќе се потрошат, Бог сами зна, и да се а тоа да се даваат локацијски услови кај е бензинската пумпа на болница. Таа модуларна била над резервоарот. Значи тоа не де Боже можеше и цела болница да ја дигне во воздух ако Целиот комплекс. Тоа е работава што и јас како архитект, господја Кадрију, како архитект не разбирам како е можно еден објект. Заев после викаше тоа е како урбана опрема, не треба посебни елаборати и така натака. Можам ли да ве прекинем тука? Може слободно. Значи мораме да бидеме, пак ќе кажем, закон да се почитува. Во конкретниот случај, во законот за градба, тие додадоа некои 5 члена. Биле средства, биле материјали, биле стока, не знаем што. Но мора да се почитува целиот закон за градба. Значи имаш тие 5 члена, ама тоа не е лекс специјалис, е составен дел на законот за градба. И он точно предвидува све што е никнато над земја представува градба. Тука не е направен тенчки прием. При предавање, се сеќавам од материјалите, прекрижено име на медицинскиот директор, на овој економскиот директор му бил даден клучот. Што значи дека овие директори уопште не учествувале ниту во набавка, ниту во изградба. Така министерство им кажало, овие двајца се терајте. осудени, а овие што го направија, тоа се неосудени. Значи, страшна работа. И тука и тогаш ме суспендираа, пошто барав дополнително да се направи, кога ми дојде ова вештачење вако, и барав, инсистирав и градежно вештачење се направи, тогаш ме суспендира од работа. Тогаш беше финалниот тогаш више ја прали, веќе не можеше да се трпи тоа е нетимската игра на Лела Кадрију. Тој мозокот несакање на држава, и тој мозокот што работи на опачки, не го спроведува закон, него тамо некои си желби, и сега им и произлегува тоа дека ова не може, ова ќе треба пола влада во затвор да отиде. Па што ако отиде? Па нека отиде. И тие во тоа време носат уредба со законска сила за издавање на 58 лиценци, ако се сеќавам добро, за одгледување марихуана во медицински цели. Господинот Заев тамо дава целава струмица, ја претвори. Албанија има еден лазарот, а Македонија има 101 дозвола за тоа. А сега да ја кажу дека марихуаната уредба со законска сила како да е нужност од ковидот произлезена. Така е. Дека ние ќе дуваме цела држава за да се справиме со ковидот. Они треба да одговараат за тоа. Они треба да одговараат за тоа. Каде се обвинителите со вашата енергија? Вас ве суспендираа на крај. Така е. Значи вас длабоката држава ве доби, ве победи. Така или е. вие решивте да не се борите, да не продолжите да се борите со неа, не дека не сте се борили. Тужев и сега предметот е во Страсбург. А во Страсбург сме? Така е, Добро. апликација е прифатена, па очигледно нашата држава ги губи сите предмети. Мислам и Панчевски дека го спомнавте предеска дека Да, имам дека информации дека негова апликација исто така прифаќена. Не може без селективна правда и незаконито да се постапува од аспект на сила. Зошто сега, ако тргнеме така, нели е доверба 2%? Зошто сега господинот Мицковски со самото доаѓање не направи ка мене што ми направија? Суспендирај, разрешувај. Суспендирај, разрешувај. Зошто тој тоа не го прави? Вас не требало да ви направат. Молим? Вас не требало да ве суспендираат по ова што јас го чувствувам, еве.
Па ја ви кажувам дека јас сум премиерот се Мицкоски заклела. нели кажуваше еве ќе дадеме да не речете ние доаѓаме и сите ги менуваме, ајде да видиме како работи. Како работи Коцевски видовме, ради Кочани му се одолжи малце промената, но еве смена има сега и нели утреден што е зборот нели во тек е постапката за избор на нов републички јавен обвинител. Но чисто за да ја затворам модуларнава во Тетово. Ден сте на тој став се уште дека случајот е Незаконито спроведен. и дека главната одговорност лежи? Да лежи во тој што го објави во огласот, што ги издвоил средствата за тоа, Министерот за здравство, заедно со комисија што ја спремала спецификацијата и со изведувачот на работи. Не смеел тој да поставува струја, да не стави да не предвиди склопни табли кои ќе спречат довод доколку дојде до ваквите работи. Нели сега има и анкетни комисии, можеби ќе ве повикаат таму да би сакал, би било добро, би било убаво за да се затвори таа приказна. Сосема сме на крај. Има ли во правосудството луѓе во кои препознавате енергија каква што имате вие и принципиелност, зборувам за 5 кандидати за републички јавен обвинител. Тоест, веројатно треба за 4 да ве прашам, за Ленче Ристовска, доста работи ни отворивте до сега и можам да предпоставам дека ако вие се прашувате, некој бивш колега од СЕО не би сакале да биде на чело на републичкото јавно обвинителство. Најмалку Ленче Ристовска не заслужува, затоа што беше очевидец прва линија фронта до Катица, нејзина заменичка. Нека не изигрува жртва. Сите ќе ги етикетира да дојде до своите цели. Доека која ќе дојде до своите цели, она ја тера работава по непоштено. Не можеш да земаш без записник за примопредавање и да се основи едно цело обвинителство што се заснива на тие материјали, без записник за примопредавање, она штафета ја држаше како заменичка прва, ги дочека и ги... Зошто не реагираше како мене? Неќам да бидем дел од оваа лудило. Бидејќи била тимски играч. Од останатите 4 кандидати, од оние што ги знаете искуствено... Знаете што, ние се знаеме сви помеѓу себе. Добро. Долго години ви кажам. Сте работеле со некој, да, со некој не повеќе знаете помалце. што, ние по семинари се запознававме многу. Пошто бевме на обуки по 30-40 обвинители од сите обвинителства, суди и обвинители, колку да се научи да се спроведува законот. Знаете што, господне, тие се луѓе од тие 2% доверба. Работа е во тоа што, ако што знаем моментално што е ВД, републичкиот обвинител, мислим дека има врска со политика. Ако не грешим, низиниот маж беше амбасадор. Да, а мислим дека е сега советник во Министерство за надворешни работи. Значи дека е дел од политика. Ја мислам дека не би, може би треба поинаку ако би ја сакала да конкурирам, ја право ви кажам ги исполнувам сите услови. Јас сум обвинител, имам обвинителски стаж повеќе од 10 години, ги исполнувам сите услови за тоа, без оглед што имам прекин, законот вика искуство над 10 години и крај на без оглед што не сте во моментот. Без оглед на тоа важи и за Панчевски, се претпоставувам, бидејќи тоа е... Па не знам, колеги, па веројатно да. Веројатно да. Бидејќи Савевски активен судија, Ричевиќ активна обвинителка, но да не изумиме дека се во овие 2%, не ги навредувам колеги. За активните колеги зборувате, да, разбирам. Треба некој што според вас решение малце од понастрана. Да. Добро. Уште 2 часа може да разговараме и да нема крај разговорот, меѓутоа и не сакам и премногу екстензивен да биде, за да сепак го задржи фокусот на јавноста. Кажавте многу работи што верувам добар дел од луѓето досега не ги ни чуле. Вие сепак сте имале специфична улога во едно специфично време, сте направиле потези кои што ете во моите очи го покажуваат вашиот интегритет и имам причина да верувам на вашиот став, критериум и оценување на состојбите. Ви посакувам успех во кариерата како адвокат, успех на Страсбур и ако еден ден решите да се вратите во обвинителството, би било добро да има луѓе како вас таму. Повелете за крај. Благодарам за поддршка и верувајте дека секој од нас треба да даде допринос, како во семејство, така и во општество, во заедница. Ајде секој од нас да даде допринос
и да дојдеме да све биде согласно законот, да профункционираат обвинителствата, да профункционира правда и судство. Тоа е темель, ако тоа од тука се реже корен на држава. Од тука све пропаѓа понатаму. Затоа ве молим и апелирам до сите убаво да си размислат што и како прават и бившите колеги и колешки и не знам што сака е таа држава. Лела Кадрiju, ми беше чест и задоволство и ви благодарам уште еднаш. Благодарам за покана. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Верувам дека уживавте. Или кога имаше работи што не беа баш за уживање, дека ви беше интересно да слушнете нешто што ексклузивно имавте прилика да го слушнете вечерва во разговорот со поранешната обвинителка од СЈО Лела Кадрiju. До следното гледање четврток по 22:30 стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ, Македонијо. Главата горе.